Угостителите конечно седнаа на иста маса со вице-премиерот Фатмир Битики. Поголемите загуби од новиот пакет антикризни мерки бараат сериозна финансиска помош, односно исплата на плати и субвенции за сите вработени во угостителската индустрија, и тоа додека траат рестриктивните мерки односно до завршување на пандемијата. Од предложените 5 барања, прифатени им биле само половина од нив, а за останатите ќе се дискутирале наредниот период. Може да кажеме дека првиот чекор кон успехот сме го, кон доброто за работата за угостителската индустрија сме го направиле. Резултати од сето тоа ќе покаже времето и задоволството како изразено. Значи, наша задача е да ја одржиме индустријата во функција до моментот на завршување на пандемијата COVID-19 и после преку обратно дополнителни субвенции и мерки практички да настојуваме владата да и вратиме на државата повеќе, се во интерес да имаме поквалитетно и подобро општество. Продолжување на работното време до 23 часот не било тема на разговор. Оставаат простор Комисијата за заразни болести наредниот период да го даде последниот збор. Не работевме на поединечни дискусии околу тоа што и како, меѓутоа целта дека ќе треба најверојатно да се направи дополнителен состанок за што ќе побараме со Министерство за здравство и Комисија за заразни болести во усогласување на начините повторно на носење на одлуките, да не мора одлуките за работно време да ги носат без оправдание и без наше присуство. Од владата пак уверуваат дека ќе успеат заеднички да изнедат начини кои ќе бидат прифатливи за угостителската индустрија во согласно со можностите. Јосифовски пак смета дека се потребни дополнителни мерки, зашто последните 4 пакети не го дале посакуваниот резултат. Угостителите лути на власта зашто доцни 5-тиот пакет помош за спас на секторот. Бараат сериозна финансиска поддршка и кредитирање за секако локалите да не стават клуч на врата наредниот период. Иако пандемијата удри врз сите сектори, најдраматично го погоди угостителскиот сектор, кој буквално клекна на колена оставен на цедило без доволна државна помош. Предизвикот сега е како тие да се надоместат или барем малку да се ублажа за да нема потешкотии. Колкави се досегашните штети во угостителската индустрија, официјално ќе се знае во март по завршување на пресметките.